Денеска е во посета на Винскиот музеј тука во Каварците имаме средба со производителите на вино. За жал состојбата не е добра. Од сето на што можам да го прочитам како анализи и како податоци, производството е намалено, извозот е намален. Производството е намалено некаде за околу 8 милиони литри, а додека извозот е намален некаде за околу 4 милиони евра годишно. Така што тоа се лоши цифри, споредувам 2023 година со 2016 година, тоа се лоши цифри кои што говорат дека не се води правилна политика во делот на производството на вино. Тука мислам дека една од причините е лошата политика на субвенционирање, ниските откупни цени на грозијето, но исто така и монополот кој што го имаме во производството на вино и на пазарот. Треба сериозно да работиме по однос на поправање на состојбите во секторот. Она што планираме да го направиме е да имаме гарантирани цени на откуп во однос на клучните сорти на грозје и исто така промена на системот на субвенции, кој што ќе значи повеќе субвенции за производителите, возобновување на водоснабдителните системи и извадба на нови и секако можеби најзначајното возобновување на повардарија со цел да се зголеми конкуренцијата и да исто така се подобрат цените и се подобри производството. Во однос на малите и средни винарии планираме целосно нов систем на субвенционирање со цел да ги поттикнеме да растат, да извезуваат и да се борат и на домашниот пазар, но секако и на меѓународниот пазар, затоа што сметаме дека малите и средни винарии, она што се нарекува семејни винарии и средни винарии се еднината на Македонија и таму каде што можеме да понудиме најдобар производ. Еве ќе поразговараме сега, ќе можеме да ги видиме и другите детали. Но ова е она што е суштина на нашата политика. Водиме одлична кампања. Мислам дека енергијата која што се чувствува помеѓу народот за промени успеваме да ја артикулираме преку нашите пораки. Драго ми е што нашите пораки за борба со организираниот криминал и корупција и во делот на економски развој, секако во делот на формирање на влада која што ќе значи радикална промена и радикално раскрстување со сето ова што се пракси досега во владата, поврзани со СДСМ и со ДУИ, наидува на добар прием кај народот. Во првиот круг за претседателски избори имавме одличен резултат. Очекувам во вториот круг за претседателски и парламентарните избори да имаме уште подобар резултат, поголема излезност и уште повеќе гласови за ВМРО-ДПМН. Нема да бидам нескромен ако кажам дека очекуваме пратеници за да можеме самостојно да формираме влада, а Гордана Силјановска-Давкова убедливо да победи за претседател на Македонија.